денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Во Струшко демне опасност од појава на епидемија од морбили. Во езеро Пливај, а отпадок рециклирај. Акција за подигање на свеста кај заедницата, посебно кај младите, за заштита на Охридското езеро и животната средина. Македонската православна црква побогата со двајца нови светители, Свети Спасе Вевчански и Света Спаса Вишенска. Промовирана книгата Охридски писатели за деца и младинци од професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски. Центарот за јавно здравје со апел до граѓаните да се придржуваат кон препораките за заштита од топлотен бран. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 29 степени Целзиусови. Во попладневните часови зголемена облачност со услови за локални врнежи од дожд. Во вторник во најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Претежно сончево време се очекува и во Западна Европа. Во останатите предели од Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално со поројни врнежи од дожд и грамотевици. Во северните и североисточните предели на Балканот утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи и појава на невреме. Во останатите предели претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 37 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува сончево и многу топло време со дополнителен пораст на максималните дневни температури. Ќе дува до умерен западен и југозападен ветер, а во доцните попладневни и во вечерните часови ќе дува до умерен слаб северозападен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 12 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 28, односно до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник ќе преовладува сончево и топло време. Ќе дува до умерен засилен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во Охрид во среда ќе преовладува сончево и топло време со дневна температура која што ќе достигне до 30 степени. Во четврток и петок претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16, односно 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28, односно до 27 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандарт, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Струшко демне опасност од појава на епидемија од морбили. По откривањето на првиот случај со мали сипаници во Лабуништа, кај 6-годишно дете кое е хоспитализирано, откриени се уште 5 невакцинирани деца. Од Центарот за јавно здравје велат дека нема точен увид во списокот на имунизација, бидејќи се работи за печалбарско село од кое населението често мигрира. Демне опасноста од нова епидемија на морбили во Струшко. Откако викендов беше откриен првиот потврден случај, 6-годишно момче од село Лабуништа кое е хоспитализирано на клиниката за детски болести во Скопје. Центарот за јавно здравје засилено работи на откривање на контактите. Откриени се 5 невакцинирани деца во селото, но епидемиолозите велат нема точен увид во списокот на имунизација. Поради честите миграции на населението, не се исклучува опасноста од проширување на болеста. Побарано е од сите матични, поточно тие се само подсетени на нивната законска обврска дека секој случај сомнителен на мали сипаници со ИСИП обавезно да биде пријавен во оделението за епидемиологија при Центар за јавно здравје Охрид со цел да се земит крв од заболеното лице, да се потврди или да се отфрли заболувањето мали сипаници. Се следи ситуацијата, постојано сме во контакт и со матичните лекари и со службата за вакцинација. Препораките се да се засили епидемиолошкиот надзор и да се направат анализи од сите сомнителни случаи. Сите деца кои што требаше да се вакцинираат во јули, пред време се повикани, ќе бидат вакцинирани следната недела. Постои можност за проширување, бидејќи, како што реков, тоа е заболување со висок индекс на контагиозност и тоа е специфично село каде што луѓето многу често патуваат и 5-6 месеци се отсутни, живеат со семејството, живеат во Италија, во Германија, па се враќаат назад. Немаме податоци дали се вакцинирани. Често пати знаат да кажат таму ми е вакциналниот картон, ќе дојдат тука, дел од тие помлади родители забораваат да ги пријават децата дека се вакцинираат, забораваат да ги донесат децата на вакцинација, а во книгата за вакцинација, имунизација пишува дека одселено, меѓутоа тие знаат и да се вратат и тоа е опасноста. Вакцинацијата против мали сипаници се спроведува континуирано и задолжително со 2 дози на МРП вакцина. Во земјава опфатот со првата доза во 2023 година изнесува 73,4%, а во Струга е 82,9%. Опфатот за ревакцинација на национално ниво изнесува 87,7%, а во Струга е 93,9%. На ниво на општина Струга во 2019 година беше прогласена епидемија на морбили. Под мотото "Во езеро пливај, а отпадок рециклирај", денеска на градскиот кеј членови на Артивизам клубот при Младински центар Охрид
во соработка со Младински образовен форум Скопје, организира акција за подигање на свеста кај заедницата, особено кај младите, за заштита на Охридското езеро и животната средина. Денеска на Кеј Македонија охријани гостите фотографираа скулптура направена од пластични отпадоци. Уметничката инсталација ја изработија активистите од Охридскиот клуб за артивизам при Младински центар Охрид во рамки на младинската акција Во езеро пливај, а отпадок рециклирај, за подигнување на свеста кај заедницата, особено кај младите, за заштита на Охридското езеро. Одлучивме да направиме оваа скулптура зад мене, на која што се покажани токму некои работи кои што многу често се фрлаат во Охридското езеро и кои што наместо да бидат таму би можеле многу лесно да се рециклираат и да представуваат нешто многу подобро. Може да се направат уште мал милион вакви работи со кои што можеме и да се разубавиме нашата животна средина или нашето секојдневие, а и покрај тоа секако да си го зачуваме нашето езеро, да не ни биде загадено и да можеме да си пливаме без грижа. И целта на нашата акција е да се поттикне свеста, пошто знаеме дека ние го имаме Охридското езеро како бисер кој што не треба да го изгубиме, ако продолжиме да го загадуваме ќе биде лошо за нас. Па свеста кај младите е доста на ниско ниво според мене и треба да се поработи на свеста, може да се одржат некакви едукации затоа што ние како граѓани не сме свесни колку сушност го загадуваме самото езеро. На штандот покрај едукативни материјали беше истакнат и QR код преку кој граѓаните имаа можност да споделуваат свои сугестии и мислења како да го задржиме Охридското езеро чисто и незагадено. Од самиот QR код ние ги земаме идеите, секако ако се возможни, гледаме да ги спроведиме. И би било многу добро да се пренесат и до надлежните и општо ние да ги знаеме како активисти, бидејќи доколку сме запознаени што сакаат луѓето околу нас, можеме многу подобро да се запознаеме како да ја решиме самата проблематика. Артивизам клубовите се дел од програмите на Младинскиот образовен форум, а Младинскиот центар како локален партнер ги реализира предавањата за младите во Охрид. Свеста кај младите, барем кај оние активни млади во општеството на вистина на високо ниво. Покрај оваа акција во Охрид за заштита на Охридското езеро, цртавме мурал во Делчево за поттикнување на јавната свест за заштита на животната средина. Во Скопје имавме една интерактивна акција за заштита на животната средина и климатски промени исто така. Така што овие млади кои што се активни, наоѓаат најразлични креативни идеи и начини како да стигнат до останатите млади во нивната заедница, па и повозрастните, за заедно да ја заштитиме истата. Охридскиот клуб за артивизам е еден од 10 во државава кои активно работат на создавање креативни и атрактивни содржини на општествено релевантни теми, кои се од интерес на младите. Проектот за млади кои активно создаваат можности го спроведува Младински образовен форум со поддршка на USAID. Историски настан за Македонската православна црква. По речиси еден век заврши постапката за прогласување на двајцата нови светители, Свети Спасе Вевчански и Света Спаса Вишенска, канонизирани во Катедралната црква Света Софија во Охрид. Македонската православна црква од денес е побогата со двајца нови светители, Свети Спасе Вевчански и Света Спаса Вишенска, со одлука на синодот на МПЦ беа канонизирани во Катедралната Света Софија во Охрид. Процесот траеше речиси еден век. Се собираа научни факти и докази и сведоштва. Насликана е икона, испишани се житие и акатист. И во периоди кога светилето одгласени рационално и тогаш кога да се биде христијани се купело и глава и во времења во кои да се слуши на црковносовенски јазик и да се проповеда на живиот јазик и да забранувано и казувано, ете и тогаш нашиот народ се држал до својата вера и раѓал личности кои што ја живееле евангелската максима. Денес ја сведочиме живата црква во Македонија. Канонизацијата на новите македонски светители особено значајна, е голема духовна придобивка, но и убав белег на едно наше време кое е свртено наназад низ вековите, сведочи за еден свет живот на двајца наши светители.
Култот кон двајцата светители Спасе и Спаса, кои биле брат и сестра од струшкото село Заграчани, а животот го минале во манастирите во Вевчани и Вишни, во Јабланичкиот и Струшкиот регион, трае со векови. Верниците со радост го дочекаа нивното впишување во диптихот на светиите. Ние од Кичево сме, пак рековме да дојдеме да направиме чест на Света Софија, на Господ и така. Ние сме православни. Ова е осветување на Свети Спаса и Света Спаса. Тоа е голем христијански празник. Тоа тие се наши светители. Многу, премногу е значајно. Стварно, ние треба да се одржуваме како православни и мило ми е што се плюс двајца. На свечениот чин на канонизација покрај големиот број верници од земјава, свештенството на МПЦ имаше и гости од Српската и Бугарската православна црква. Поради топлото време и високите температури, Центарот за јавно здравје Охрид со апел до граѓаните да ги почитуваат и да се придржуваат кон општите препораки за заштита од топлотен бран. Исто така истакнуваат дека на располагање за граѓаните од ранливите категории се нивните мобилни тимови. Во таа насока, со цел намалување на ризиците и спречување на штетните ефекти од надворешните топлотни влијанија предизвикани од високите температури врз здравието на луѓето, во овие надпросечно топли денови за сите лица ранливи категории на граѓани, стари лица, хронично болни, лица со хендикеп, лица со зголемена телесна тежина, бремени жени, доенчиња кои имаат потреба од лабораториски микробиолошки услуги, Центарот за јавно здравје Охрид става на располагање мобилни тимови подготвени да ги посетат граѓаните во нивниот дом во Охрид, за да ги земат соодветните материјали за микробиолошка анализа и да ги обават потребните административни формалности, а по завршување на анализата да ви ги достават соодветните наоди и резултати. Потребно е да поседувате уредно издаден упат од вашиот матичен лекар и да се јавите на еден од телефоните во Центарот 078 488 250 или 078 488 262 секој работен ден најдоцна до 13 часот, каде ќе дадете податоци за вашата адреса и видот на микробиолошката анализа која треба да се изврши согласно упатот од матичниот лекар, велат од Центарот за јавно здравје Охрид. Промовирана книгата Охридски писатели за деца и младинци од авторите професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски. Трудот е објавен во тираж од 300 примероци. Денеска во големата сала на општина Охрид се одржа промоција на книгата Охридски писатели за деца и младинци од авторите професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски. Ова е деветтата поред книга која што е дел од едицијата Охридско книжевно наследство што ја издава градоначалникот Кирил Пецаков и општина Охрид. За значењето на овој труд зборуваше заменик градоначалникот на Охрид Перчо Божиновски. Се во едно, вака некако со два збора може да се опише најновиот труд на Пандев и Ѓоргодимовски, затоа што многу умешно на 260 страници е срочено целото поетско и прозно творештво за деца и млади, по кое што е одбележена македонската творечка ризница. На страниците на книгата ќе ги пронајдете најубавите песни и раскази напишани од перото на Григор Прличев, Кузман Шапкарев, Ефтим Спространов, па ни страниците на првите македонски повоени весници ќе дојдете до писанијата на нашите драги Иванчо Николевски, Борис Бојаджиски, Живко Чинго, Видој Видичевски, Бошко Смаќевски, Трајан Петровски, Светлана Христова Јоцич, Смилена Умовски Брсјак, Бранко Цветковски и многу други, рече меѓу другото Божиновски. Промотор на книгата беше магистар Ирена Бачиќ. Пред присутните се обрати и поетот Смилена Умовски Брсјак, кој со своји творби е застапен во делото. Беше прочитано и излагањето од председателот на Балканско-детскиот младински камп Поетски искри од огништето на Ванчо Николевски, Веле Митановски. Уредник на книгата е Митре Велјановски. Трудот е објавен во тираж од 300 примероци. Деветто издание на меѓународниот аматерски младински театарски фестивал Вдиши театар од 12 до 16 јуни. Богата програма за деветтото издание на меѓународниот аматерски младински театарски фестивал Вдиши театар.
Од 12 до 16 јуни публиката ќе може да ужива во прекрасните и креативни изведби на младите актери, волонтери на организациите на Црвениот крст од Србија, Црна Гора и Македонија, информираат од Црвен крст Охрид. Програмата започнува во среда на 12 јуни со изведба на представата Утре од членовите на театарската група при Црвен крст Охрид. Представата ќе се одигра на сцената во предворието на црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Вториот ден, во четврток, ќе бидат одиграни две представи. Во 19 часот во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид, театарската група на Црвен крст од Бар ќе изведе представата Потрага по изгубеното богатство, а во 21 часот младите глумци од Црвен крст Крагуевац ќе изведат представата Њима о њима. Фестивалот ќе го затвори театарската група при Црвен крст Суботица во петок на 15 јуни со представата Ланчана реакција, форум представа за различни теми, која ќе биде одиграна во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 21 часот. Влезот за сите представи е слободен. Не користи мобилен додека возиш. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи во Охрид реализираа превентивна активност во рамки на кампањата Не користи мобилен телефон додека возиш. Во средби со возачите, туристите и сите затекнати пешаци им беше укажано на ризиците кои постојат доколку се користи мобилен телефон додека се управува со патничко моторно возило. Од страна на полициски службеници беа поделени флаери и друг едукативно-превентивен материјал со цел зголемување на свесноста кај сите учесници во сообраќајот. Реализирани ИПА Вело Викенд на точак Охрид и Струга да видам 2024 и ИПА Вело Турата Охрид Стругара Дожда. Цела армија велосипедисти ја поддржуваат иницијативата на ИПА Охрид за изградба на современа и безбедна велопатека помеѓу Охрид и Струга. Интернационалната полициска асоциација Охрид во рамките на ИПА Вело Викендот на точак Охрид и Струга да видам ја реализира велосипедската тура Охрид Стругара Дожда. Годинава учествуваа 120 велосипедисти од Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Рекреативното возење се одржа во саботата, а ден пред тоа беше отворен ИПА Веспо Вело штандот, на кој учесниците ги поздрави и во името на Советот на општина Охрид им се обрати советничката Ана Крстеска. Таа го истакна значењето на иницијативата на ИПА Охрид за велосипедско поврзување на Охрид и Струга со современа и безбедна велопатека, од која бенефит би имале економијата и туризмот на двата крајзерски града, хотелско-туристичките работници и сите граѓани и туристите. Пред учесниците на велотурата се обрати и магистар Стефан Димовски, председател на ИПА Охрид, кој кажа дека кај граѓаните и велоасоциациите од регионот и Македонија се повеќе расте интересот за велотурата и дека цела армија велосипедисти ја поддржуваат иницијативата на ИПА Охрид за изградба на современа и безбедна велопатека помеѓу Охрид и Струга. Димовски кажа дека поддршката од локалните самоуправи е значајна во тој поглед и дека се потребни понатамошни конкретни чекори од надлежните и на централно ниво за почеток на изградба на велосипедската патека. Во рамките на ИПО Вело Експо, младите волонтери од Црвениот крст од Охрид имаа презентација на давање прва помош при пат од велосипед, а медицинска екипа од Црвениот крст со амбулантно возило ги придружуваше велосипедистите. За сообраќајната безбедност на велосипедистите на целата траса се погрижија полициските службеници од сообраќајната полиција при СВР Охрид. Слатинец избоден пред кладилница во Охрид. Кочанчанец вршел надрилекарство. Кривична за охриѓанец за бесправно градење во Рамне. Да го погледнеме билтенот на СВР Охрид. Синоќа, 9 јуни, 15 минути пред полноќ, во СВР Охрид било пријавено дека во општата болница во Охрид со повреди од остар предмет бил примен 30 годишен жител од село Слатино, општина Дебарца. Според пријавеното, во близина на спортска облажувалница на улица Гоце Делчев во Охрид, тој бил нападнат од две лица кои со остар предмет му нанеле убодни рани. Се преземаат мерки за расчистување на настанот, пошто против напаѓачите ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против правно лице од Кочани и 55 годишник од Кочаник, кој бил собственик и управител на правното лице, поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, измама во врска со надрилекарство.
Од 2020 година, до поднесување на пријавата, второ пријавениот со намера да се стекне со противправна имотна корист, набавил резервоар за вода, идентичен со тие што се користат во автомобилите, клетка за електролиза и електрополнач, кој ги употребувал како бренер за загревање и за инхалација кај граѓаните, преку вдишување на оксивородна смеса во гасовидна состојба, која се користела за индустријски цели. Поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, бесправно градење, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 44 годишен охриѓанец. Тој на катастарска парцела во Охридското село Рамне, неовластено и без соодветна документација за градба издадена од надлежен државен орган, започнал со градба на семејна куќа, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Да погледнеме кои вести беа актуелни денес во светот. Европските избори завршија синоќа. Трите најголеми партии натаму имаат убедливо мнозинство во Европскиот парламент. Европската народна партија, социјалдемократите и либералите со вкупно 404 пратеници го задржа мнозинството во новиот состав на Европскиот парламент, кој ќе има 720 пратеници. Германската владеачка коалиција доживеа тежок удар на изборите за Европскиот парламент, при што социјалдемократите на канцеларот Олаф Шолц го забележаа најлошиот изборен резултат во последните 100 години. Главното прашање сега е дали владата на Шолц ќе преживее до есента 2025, кога се редовните избори во Германија. И во Франција, крајно десничарскиот народен фронт победи на изборите што го натера францускиот председател Емануел Макрон да го распушти парламентот и да свика вонредни избори. Што се однесува до излезеноста, Хрватска има најмало одзив на гласање со околу 21%, а најмасовно гласање имало во Белгија, каде 89,2% од гласачите излегле да го осварат своето право. Од нив само 7% го дали својот глас за партијата на актуелниот премиер Александар Декро, кој денеска ја најави својата оставка, а до формирање на нова влада ќе остане технички премиер. 90 земји и организации досега се пријавиле за учество на самитот за мир во Украина, што ќе се одржи во Централна Швајцарија на 15 и 16 јуни, објавила швајцарската влада. Русија не била поканета на самитот, информираат организаторите. Русија посочила дека нема намера да присуствува на самитот и го отфрли истиот како губење време. На почетокот од годинава, Швајцарија се согласи да го организира самитот на барање на украинскиот претседател Володимир Зеленски и се обиде да собере поддршка за него меѓу земите кои имаат подобри односи со Москва од водечките западни сили. Меѓутоа, отсуството на Москва ги натера незините моќни сојузници како Кина да кажа дека мировните преговори се бесмислени, доколку Русија и Украина не учествуваат. Швајцарскиот министер за надворешни работи соопштил дека на самитот ќе се разговара за теми од поширок меѓународен интерес, како што се потребата од нуклеарна и прехранбена безбедност, слободата на навигација и хуманитарни прашања, како што се воените затвореници. Невреме кој викендов погоди делови од Австрија предизвика поројни поплави и големи материјални штети. Многу улици биле поплавени, а водата навлегувала во куќите и носела автомобили. Силниот ветер соборил дрвја, а на автопатот кај град спаднал отрон. За време на викендот интервенирале 5000 пожарникари, а денеска продолжува работата на расчистување на последиците од невремето, кој според странските медиуми не ја погодило Штаерска во последните 40 години. Австрискиот метеоролошки институт предупредува на нови врнежи од дожд во наредните денови. Секоја капка дожд што паѓа од небото во моментов, особено во погодените области, е премногу, изјавил портпаролот на државната противпожарна бригада за Штаермарк. Државниот предупредувачки центар ги повикува граѓаните на внимателност. Продолжува војната со ѓубре меѓу Северна и Јужна Кореја. Северна Кореја викендов повторно испратила околу 330 балони натоварени со ѓубре кон југот. Од нив околу 80 слетале во Јужна Кореја, соопштил здружениот началник на генерал штабот на Сеул. Последната пратка содржала хартија и пластичен отпад. Досега не били откриени токсични материи опасни за безбедноста, соопштила јужнокорејската војска. Претходно јужнокорејски активисти испратиле пловечки пакети кон Северна Кореја во кои имало USB стикови полни со музика, карактеристична за југот. Спорот со балони помеѓу овие две држави трае со децении. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!